Добар ден, почитувани мои следачи, верни поддржувачи. Денес во главниот град на Македонија, Скопје, утринското кафенце ќе го испијам со една успешна дама по име Мартина. Може би некој од вас ја знаете од социјалните мрежи, од оние кои изучувате германски јазик, но нешто повеќе ќе ни каже самата Мартина. Мартина, добар ден, ти благодарам што одвои време за да се дружиме, да поразговараме и да споделиме нешто повеќе за тебе. Ти благодарам најпрво за поканата, благодарам, одлично сум, мило ми е што ме покани да учествувам во твојата емисија. Кажи ми нешто повеќе за Мартина. Мартина е сопруга, прво, мајка на две деца и основач на германски со Мартина Доел. По потекло сум од Охрид, меѓутоа, студентските маки ме донесоа тука во Скопје да студирам. Завршив на филолошкиот факултет во Скопје. Јас сум дипломиран преведувач од германски на македонски јазик и обратно. И исто така со педагошко-методолошка доквалификација, што значи дека сум и дипломиран преведувач и сум професор по германски јазик, а воедно сум и судски преведувач. Значи после моето студирање полагав за судски преведувач во Министерството за правда и сум постојан судски преведувач од германски на македонски јазик и обратно. Така, после студирањето веднаш започнуваш да работиш како самостоен, како Не, после студирањето веднаш се пријавив да полагам во Министерство за правда за судски преведувач. Значи после студирањето мора да имаш веќе завршено факултет, за да можеш да се пријавиш да полагаш и да добиеш решение за постојан судски преведувач. Од каде се појави љубовта за германскиот јазик? Германскиот јазик од секогаш ми бил убав, да ти кажам искрено, со тоа што ако се сеќаваш кога почна кабеловска телевизија, средно бевме, мислам, тој период, имаше доста германски програми, музички програми, Viva, MTV, нешто така имаше доста цртани, мислам, програми за цртани со германски јазик, уште од тогаш ми беше многу убав за слушање, ти кажам искрено. Меѓутоа после за жал ги сменја тие програми, српски дојдоа така кој да, и едноставно некако изгубив желба, туку како да кажам, изгубив мотив за изучување. Мотив, да, за изучување. Меѓутоа во средно одев на курсеви за германски јазик и инаку искрено ти кажам, јас сум имам завршено средно гимназија, природно математички смер, што нема врска со овој дел. Едно време сакав да бидам и да се запишам и на биохемија. Меѓутоа по разговор со родителите дома, ме упатија да кажам, дека може подобро, бидејќи се двоумев што да идам, и ме упатија да идам на германски јазик. Како што кажав, идев на курсеви, претходно учевме на школа, меѓутоа на школа знаеме како се учи германскиот јазик во средно и така се појави мојата љубов да се запишам на факултет. Доколку сакате да го доживеете вистинскиот дух на македонската традиција и култура, ресторант Тур Траубен Најперк е вистинското место за вас. Таму ќе ве пречекаат професионални и гостопримливи луѓе, а ќе уживате во автентични традиционални јадења подготвени со љубов. Во пријатен и топол амбиент ви нудат неверојатно гастрономско искуство кое што ќе ве врати во срцето на Македонија. Влегувате како гости, си одите како пријатели. Посетете го ресторантот Траубен Најперк и уверете се во ова што ви го зборувам. Кусете ја традицијата, почувствувајте го духот. Со што сега Мартина се занимава? Моментално држам курсеви, моментално ги имам само тие видео курсеви сега за сега. И сум исто така како што кажав преведувач по германски јазик, така да ги работам двете работи истовремено. Ајде нешто повеќе за онлайн курсевите, бидејќи јас како еден задоволен клиент имам купено курс. Јас знам како функционира сето тоа, меѓутоа да не доловиш малку поблиску, подобро за онај кој можеби после ова видео ќе сака да купи твоите курсеви. Така е, значи моментално ги имам видеокурсевите за А1, А2 и Б1 ниво, а во процес, во изработка, знам дека малку долго трае, доста од учениците го чекаат Б2, меѓутоа поради некои оправдани причини малку доцни. Значи, како што кажав, ги имам А1, А2 и Б1 ниво. Ставени се на платформа, каде што учениците ќе може самостојно да го изучуваат јазикот. Секако дека за тоа треба дисциплина, да седнеш да учиш. Треба дисциплина, да. Меѓутоа, да, добри се за оние кои што работат. Да кажеме, со полно работно време, бидејќи може да учат кога сакаат во текот на денот.
Значи се уплаќа сумата, Се уплаќа сумата така. Значи после Добиваш уплата пристап? Така, после уплата на сумата се добива пристап на еден од тие видеокурсеви. Пристапот се добива на тој начин што на мејлот што ќе ми го дадете ќе ви биде пратена линк, ќе биде пратен линк со покана нели за курсот, со тоа што со клик на тој линк веќе влегувате во самиот курс и може да почнете со учење. добро, колку од прилика веќе имаш студенти или ученици, имаш некаква бројка да ни кажеш? Па искрено има доста ученици. Нема да правиме математика. Да, доста ученици има. Дали има бидејќи- заинтересираност? Искрено имам голема заинтересираност. Овие видеокурсеви ми беа спремни, искрено да ти кажам, пред короната. И времето кога дојде короната мене ми се погоди бидејќи веќе имав спремен материјал за видеокурсеви, веќе започната со видеокурсеви, за разлика од другите школи нели со странски јазици кои што се уште нема направено програма за онлайн курс. Така што од тогаш веќе почна да речам тој период побарувачката, беше баш тоа за да, онлайн. баш така. Почна тој период и фала му на Бога до сега е одлично. Доста си присутна и на социјалните мрежи, на Инстаграм, јас како што те следам, не знам и на Се другите, трудам. веројатно и на другите. Се трудам, да. Со која цел? Искрено, на почеток почнав со Facebook. Значи, Facebook го започнав 2013 година, значи уште од тогаш, бидејќи тогаш уште Инстаграм не беше развиен на тој начин за едукација. Со Facebook почнав и ги видов дека почнав да објавувам постови тогаш, не беа рилови, туку само постови, ги видов дека побарувачката и заинтересираноста беа навистина големи. И во 2020 година веќе го отворив и мојот Инстаграм профил. Целта ми е да им помогам на луѓето, на тие што го изучуваат германскиот јазик, што освен курсеви, бидејќи реално во курсевите не може све да се каже. Дали станува збор за видеокурсеви, дали станува збор за лајв курсеви во живо, не може се да се каже. И целта на тие видеа на Инстаграмот ми е да им помогнам на учениците, на изучувачите на германскиот јазик со некои, да кажам, tips and tricks, а исто и со некои ситници кои што не се кажани во курсевите да може да ги научат. Предпоставувам и клиентите, да речем, дека ги наоѓаш преку социјалните мрежи. Ги наоѓа милиони, тие ме наоѓаат мене. Добро, тие може, Да, тие ме наоѓаат мене, да. Да, значи исклучиво преку социјални мрежи работа моментално. Мислам, клиенти доаѓаат од таму, зборувам за курсевите, за таа работа. 95% може да кажам дека се од Инстаграм. Животот е полн со изненадувања, затоа важно е да бидеме подготвени. На секој од нас ни се потребни најразлични видови на осигурување. Автомобилско, правна заштита, доматинско, здравствено, осигурување за повреда, пензиско штедење и уште многу други. Саша и Верица Стевовски ви нудат фер понуди и транспарентни услови. Сите договори се со времетраење од најмногу една година, а отказен рок е 30 дена пред нивниот истек. Без скриени трошоци, без непотребни ветувања. Токму она кое што го очекувате. Доверба и сигурност. Саша и Верица Стевовски можете да ги најдете лично во Ербах или на нивниот телефонски број. Паметни решенија, фер договори. Осигурување кое го заслужувате. Со таква онлайн работа, да кажем, живееш во Скопје, во голем град, дали може би размислуваш и познавајќи го германскиот јазик да живееш на друго место, односно во Германија? Па може би, не знам. Како гледаш на тоа, како јас човек кој живее во Германија, сепак ме интересира како, дали сте задоволни тука од животот во Македонија или може би да и подобро? Реално знаеме што фали се тука, нели? Иако живеам во Скопје, во прилично голем град каде што има доста можности. Знаеме што фали. Значи понекогаш не фалат финансиите, колку што фали самиот начин на живот или самиот систем, поточно кажано. Функционирањето, баш така. Така да јас никогаш не викам никогаш, можеби и јас ќе давам еден ден
во Германија. А што е со убавиот Охрид? Каде е тога? Убавиот Охрид е преубав. Преубав, често пати сум размислувала нели да се вратам во Охрид, меѓутоа нели од професионална гледна точка, добро, курсевите нели онлайн курсевите може да додат секаде. Меѓутоа, како што кажав, сум судски преведувач, така да мислам дека таму нема толку можности за работа, за таа работа. Подобро е тука. Подобро е тука, да. Па, можеме да те прашам сега за идните твои планови на професионално ниво. Дали мислиш нешто? Кажа дека одиш веќе сега на B1 или B2. B2, B2, да. Докаде ќе се оди? Докаде има простор? B2 направен е целосно, само треба да се снима, да кажеме, нели, потешкиот дел, не, се шалам. Значи потешкиот дел е да го склопиш, да го снимиш е полесниот дел, меѓутоа цело време ми доаѓаат некои ситници што сакам да ги направам плюс и затоа цело време се надоградува B2. Планот беше да го пуштам во продажба летото, меѓутоа поради некои приватни причини не успеав. Сега работам со полна парја да биде околу нова година, значи плюс минус. Да го пуштам и тој. Планиран ми е и C1 како видеокурс, меѓутоа нели сега овие погорниве степени B2, C1, значи треба реално и доста комуникација, не е само да го учиш нели како видеокурс. А другата година, после нова година, не веднаш, меѓутоа негде февруари, март, така нешто, планирани се и лайв курсеви, значи онлайн лайв курсеви за сите нивоа. Групно или може Групно. поединечно? Поединечно може, меѓутоа сама сум и времето не ми дозволува премногу да сакам се. Сакам се, значи сакам и да бидат и групни курсеви, сакам да бидат и индивидуални курсеви, сакам да има курсеви за подготовка за полагање за испитите, сакам да има конверзациони курсеви, меѓутоа една сум. Не се успева. Не се успева се, така да меѓутоа ќе се организирам и ќе има од се по нешто. Дали имаш нешто работено надвор од оваат германски јазик, можеби за време на студиите или во средно, нели во средно сите нешто дополнително работевме? Па добро, не во средно, не работев нешто. Тоест да, се извинувам, работев, значи тоа што на промоции. Летно време во Охрид, нели? Охрид, летно време знаеме како е. Имаше промоции за сокови, фруктал, па по плажите идевме. Тоа ми беше, каде речам, моето прво Хонорарно, искуство. Да, тоа беше хонорарно и беше одлично, бидејќи нели бевме средно, секогаш парите беа добре дојдени. После тоа, нели, завршив на факултет. Прва и втора година не работев ништо, сам и трета не работев ништо, меѓутоа веќе почнав од тогаш да држам часови по германски јазик, најпрво на деца. И се почна, како да кажам, како од шала. Како од шала, се почна како од шала. Ме викна едни познаници да им држам на детето час, им држев час и се тоа од уста на уста почна да се рекламира. И побарувачката добар глас да те вие. Да, и побарувачката да стануваше се поголема и поголема, меѓутоа после факултет почна веќе да држам со возрастни. А инаку имам работено во 2-3 кол центри и тоа беше добро работно, како прво работно искуство, беше одлично. Во кол центри и исто така неколку години работев во една фирма за УВОС, меѓутоа повторно имаше врска со германскиот јазик, значи цело моје работно искуство е со германскиот јазик. Тука е во Македонија тоа. Во Македонија, да. Во странство? Во странство, како студент имам работено во Макдоналдс. Во Германија? Во Германија сум била, да, како во Макдоналдс работев 3 месеци, како и сите студенти, нели? Меѓутоа имам многу интересна случка за тогаш. Ајде, не слушам. Визите, нели, за студентска работа траат по 3 месеци, односно 90 дена, а работниот договор во Макдоналдс не беше 92 или 3 дена, така нешто беше. И бевме 3 девојчиња, работеа таму и порано немаше Меминген летови, туку мораше, значи од Скопје немаше за Германија, значи Меминген не работеше тоа аеродромот, а за Михен за главниот немаше летови, мораше преку Софија да идеме. За Михен. И се за враќање, нели, се враќаме, требаше да се вратиме дома, се враќаме дома. На пасошка контрола службеникот ги гледа пасошите, не одмерува од глава до пети нас 3 девојчиња, бидејќи веќе ни беше поминат тие 90 дена од визата. Не гледа и вика, ве молам, дојдете со мене. Не однесоа таму по едни ходници, како прави криминалци. Не однесоа таму по едни ходници, не ставија во една просторија со стакла, и не со стакла, со огледала. Со огледала и
чекајте тука ни рекол. Се објаснивме нели дека уствари среќа ги имавме договорите со нас тогаш од Макдоналдс, кај што Работата пишуваше беше до за кога? 2-3 дена. 2 дена, толку беше, 2 дена беше работа. 2 дена беше, не беше ни 3, 2 дена беше проблемот. Меѓутоа, фала му на Бога, ги имавме во моментот договорите, ги покажавме, потпишавме некои документи таму, ама беше многу страшно. Онака идеш како студент Така. во друга држава. Не знаеш дали ќе проложиш понатака. Така, не знаеш што ќе проложиш и како ќе проложиш понатаму. Те стават како некој криминалец во таква просторија и не знаеш што ќе се случува. И јас како најхрабра во моментот му мукам се извинувам, викам авионот ќе ни замине. Ќе ни замине, викам. Ама се заврши добро, мислам. Да, се заврши добро, да, потпишавме Со малку документи. стрес. Со малку стрес, да. Пишавме документи таму, нели видоа дека договорите ни беа баш до тогаш. Не пуштија без проблем, ама беше така малку стресно. Стресна ситуација. Сметате дека плаќате превисоки сметки за струја и газ? Време е за промена. Со само еден чекор можете да ги намалите вашите трошоци и да ја зголемите вашата заштеда. Сашко Гиевски е тука за вас. Со брза и бесплатна анализа на вашите сметки ќе ви го понуди најповолниот добавувач. Зошто да плаќате премногу кога можете да заштедите? Ценете ги вашите пари и вложете во вашата иднина. Контактирајте го Сашко Гиевски денес и започнете со заштеда веднаш. Време е за правилни решенија и намалени трошоци. Мартина, на самиот крај сакам да не упатиш на сите нас, вклучувајќи и мене, кои имаме план и сакаме да го изучуваме германскиот јазик. Како да се решиме и на каков начин можеме да се организираме за што полесно некако да го научиме. Тоа тешко прашање. Ако може да нешто. Знаеш како? Секогаш го кажувам истото. Значи, ако сакаш да научиш нешто, мора да седнеш. Само нема да ти дојде. Особено за тие што живеат во Германија, многу е поедноставно. Реално е многу поедноставно, значи може да го слушаат, може да го зборуваат, може да најдат било каква литература, значи што ги интересира, за да можат да читаат на таа тема. Треба дисциплина, како и за се што во животот што треба дисциплина. Треба дисциплина, значи треба секојдневно учење, меѓутоа не зборувам сега јас на учење, ај саке 7 граматика ќе учам секој божи ден. Туку учење во смисла на, пример, да си го организираш времето. Еден ден ќе 7 граматиката ќе учам. Другиот ден ќе гледам да составувам реченици со таа граматика што сме изучила. Третиот ден ќе земам вокабулар ќе учам. Сето тоа ќе спојам заедно, нели? И се тоа да ќе пишувам доста, значи често пати им кажувам и на ученици што учат, значи пишувајте, нели, дневник. Тагесбух. Пишувајте дневник што правите, нели, во текот на денот. Што сте правеле, кои се вашите цели во животот. Меѓутоа се тоа да биде на германски. И верувај дека нека не биде дневник, нека биде, не знам, најдете некоја тема, било каква тема за пишување, бидејќи верувајте, пишувањето е многу полесно од зборувањето. Меѓутоа колку повеќе пишувате, толку повеќе ќе ви доаѓаат и зборови при зборување. Бидејќи кога ги составуваш речениците, нели во пишан текст, имаш време да размислуваш. Останува врежано. Останува, да, и колку повеќе пишуваш, останува врежано. Јас секогаш викам, јазик не се учи само со гледање. Значи јазик се учи со пишување. Јазик се учи со пишување и вокабуларот не е поентата и секогаш повторно кажам го зборувам истото. Доста ученици ќе ми кажат дај ми ако имаш некоја листа за изучување на, не знам, листа со зборови за аеден. Океј, има милион листи за изучување на вокабулар за аеден на интернет. Меѓутоа не треба да се учи од листи. Едноставно тоа што го учиш во текот, или еве земи ја листата, меѓутоа не ги учи зборовите како што сме ги учеле некогаш ние на времето во школа, ајде са 5 пати ги напишете ги по 10 пати дома. Не, туку едноставно го учиш зборот, го менуваш во сите лица и составуваш реченици со тој збор. Мислам, ако е глагол, ако е именка, составуваш разни реченици. Јас секогаш на луѓе што ги купуваат курсевите, баш во А2 и во Б1 има такви листи за глаголи. Значи во А2 и во Б1. И има една вежба, табела, каде што ќе треба од десна страна да напишете ваши примери. Јас секогаш им викам, значи гледајте не само по еден пример. Значи пишувајте по неколку примери со тие зборови, ќе видите дека ќе ви останат режени во главата. Што ме прашаш совет, значи бидете дисциплинирани. Не може да учите јазик, а да не учите. Односно, не може да знаете јазикот, а да не учите. Значи тоа е исто. Често пати на Инстаграм го спомнувам тој пример, не може да станеш фризер со едно шишање. Така е. Така ли? Баш така. Така, не можеш да станеш музичар со ако научиш една песна да ја свириш толку.
така и во германскиот јазик. Значи не можеш да го зборуваш ако цело време не го вежбаш и не го учиш. Мислам дека некој ќе мотивираме на оние на кои му е потребно да го изучи германскиот јазик, бидејќи или работи во Германија или има некаков план. Така. И тука би се заблагодарил јас уште еднаш за ова што го сподели со нас и ти посакувам успех на сите овие планови што ни ги кажа. Мислам дека опфативме се што треба. Ти благодарам и тебе на поканата, на вистина ми беше чест и задоволство да бидеме тука заедно во Скопје да разговараме на овие теми. Исто и вас ви благодарам за вашето внимание и продолжуваме понатаму со нашите емисии.